Почитувани, Законот за двојазичност кој го предлага СДС, македонскиот јазик од официјален го сведува на ниво на еден од двата службени јазици во државата. Законот за двојазичност го девалвира македонскиот јазик и ја деградира неговата употреба. Создава правен хаос и крира дополнителен буџетски трошок без да има реална основа и потреба за тоа. Законот за двојазичност, наместо да ги приближи македонците и албанците, уште повеќе ги одвојува, одземајќи го тоа што не поврзува, заедничкиот јазик. Законот за двојазичност предвидува седниците на Собранието на Република Македонија да можат да се водат на албански јазик, стенограмите од седниците и работните тела на Собранието да се изготвуваат и чуваат и на албански јазик. Тоа е наведено со член 4, став 2 и став 5 од овој закон. Со ова се создава непотребна конфузност и подвоеност, што практично Собранието ќе мора да функционира паралелно, односно целиот систем и архива исто така. Два јазика, две архиви. Ова ќе предизвика дополнителни финансиски импликации за опрема, десетици вработување и нови простории. Трошок кој ќе треба да се покрие од парите на македонските даночни обврзници. Членот 5 ја предвидува истата методологија да важи и за владата на Република Македонија, каде седниците на истата, доколку со неа председава припадник на заедницата која е над 20%, ќе може да го користи јазикот на таа заедница. Дополнително согласно став 6 од членот 5, стенограмите на седницата на владата ќе се архивираат како на македонски јазик, така и на албански јазик. Исто како и во Собранието, така и во владата, ова ќе значи големи финансиски трошоци за простории, опрема, но пред се за нови вработувања на лица кои ќе треба да ја одржуваат целата архива на албански јазик. Членовите 4 и 5 од овој закон од Република Македонија де јуре и де факто прават двојазична држава, каде македонскиот јазик не е повеќе официјален јазик на нашата држава, туку само еден од двата службени јазици кои се говорат на територија на Република Македонија. Да, почитувани, по усвојување на овој закон, македонскиот јазик ќе биде само еден од двата службени јазици на територија на државата. Овој закон не носи придобивки за граѓаните на Република Македонија, туку само создава правен хаос и буџетско оптоварување, враќајќи ја државата во минатото, креира нови поделби. Овој закон не носи нови инвестиции, економски и општествен развој. Овој закон носи стагнација и уште поголеми ѕидови помеѓу граѓаните. Токму затоа, ВМРО ДПМН нема да го поддржи овој неуставен закон која води државата кон нови поделби.